Во рамки на законскиот рок од 90 дена обвинителството планира да ја заврши истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 62 лица. Државниот обвинител Љупчо Коцевски во интервју за Алсат рече дека со интензитетот на работа на 13 обвинители, истрагата би била завршена на времено, односно до 17 јуни. За сега останува кривичното дело тешки дела против општата сигурност, но и не ја исклучи ниту можноста од проширување на истрагата со други осомничени. На крај на истрагата ќе се донесе јавно обвинителска одлука, односно обвинение, и токму во тоа обвинение ќе биде образложено секое действие на секој потенцијален обвинет. До сега, она што се утврди од истрагата води кон тоа дека се уште јавните обвинители сметаат дека во овој случај постои кривичното дело што е поставено уште во почетокот. До последниот ден може да се очекува проширување на нови лица кои евентуално можат да бидат осомничени, а потоа и обвинети. До сега со истрагата се опфатени вкупно 59 осомничени лица, од нив 19 се во ефективен притвор. Меѓу нив се сопственикот на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко, екс-министерот за економија Крешник Бектеши и екс-директорот на дирекцијата за заштита и спасување Шаван Салиу. 13 лица се во куќен притвор со мерка за предпазливост, забрана за комуникација. Меѓу нив и екс-градоначалниците на Кочани Љупчо Папазов, Николчо Илиев и Ратко Димитровски. 12 осомничени се со мерки на предпазливост и еден осомничен е се уште на лекување. Истражните дејствија продолжуваат, велат од обвинителството, а првичните резултати од вештачењата се очекуваат наскоро. Интензивно се преземаат дејствија на распити и вештачења, од кои најголем дел од прелиминарните резултати се очекуваат во следните неколку дена. Во насока на прибирање на сите докази кои може да помогнат за целосно испитување на настанот, јавното обвинителство упатува отворен повик до сите кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази во однос на работата на клубот Пулс Кочани и поврзаните фирми, како и сознанија во врска со работата на институциите надлежни да постапуваат, да ги споделат со истрагата. Инаку за 14 осомничени полициски службеници, постапката ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, и тие се со мерки на предпазливост.